Расте бројот на студенти кои летото ќе го поминат работно надвор од Македонија. Повеќе од 2000 студенти годишно заминуваат во Соединетите Американски држави. Бројот на студенти кои се пријавени за работа во Грција, Германија и неколку други европски држави е многу помал. Оние кои заминуваат преку програмите Work and Travel мора да имаат статус на редовен студент, но и добро познавање на странски јазик, главно англискиот. Тоше Стојмировски веќе трето лето поред заминува на работа во странство. Ја посетила и Америка и Германија. Вели дека добро е да се прошета надвор, но оние кои заминуваат мора да сватат дека ваквите програми значат и многу работа. Зависи од очекувањата. Многу од студентите што заминуваат пред да заминат не се свесни што треба да работат. Значи, програмите најчесто на агенциите им се за работа и патување, но не е само патувањето, има и работа. Студентите кои што одат на работа во странство главно работат како келнери, продавачи на сувенири, во кујните на големите ресторани или па ги чистат хотелските соби. Од агенциите за посредување посочуваат дека оние кои патуваат главно заминуваат за да заработат. Меѓутоа, велат од Коузон, студентските плати се ниски, а целта на програмите е да им се даде можност на студентите да го видат светот. За жал, целта на студентската пракса или студентската летна работа во најмала рака е се друго, но не и заработка. И затоа имаме реакција од одредени држави кои напоменуваат и многу директно алудираат да на студентите кои бараат работа или кои би сакале да одат некаде, да немаат преголеми очекувања, бидејќи платите се така направени да се на некое основно или стартно ниво. Студентите главно лесно се снаоѓаат во новата средина. Ретко се случува да имаат проблеми со работодавците, тврдат од агенциите за посредување и додаваат дека бројот на студенти кои пред време се вратиле назад се број на прсти. За тие што сакаат да заработат, а не само да шетаат, вели Тоше Стојмировски, подобро е да се избере Германија. Секој има своја цел и своја замисла за заработката, но компаративно, доколку истите часови неделно би се работеле во Америка и во Германија, заработката во Германија би била повисока, најверојатно поради вредноста на еврото во Македонија во однос на доларот. Од Македонија годишно заменуваат повеќе од 2500 до 3000 студенти преку различни програми и агенции. Тоа се 7% од студентската популација, посочуваат од агенциите што посредуваат при вработување во странство.